Македонија во Европа, заедно сите во победа. Добродошли у Европи и да македонски јазик постане службени јазик Европске уније што е могуче пре. Честитке свима и направите тоа веќе едном. Mi vas čekamo. I wish Radmila all the best for the forthcoming election because she is the right candidate at the right moment. She also is the right person to lead Macedonia into the European Union. Едно е решението. Европа веднаш. НАТО оваа година. Македонија во Европа, заедно со нас во иднина. Македонија во Европа, заедно сите во победа. Во Тетово не дојде Груевски. Во Тетово Енкуловска не знаеше што да каже. И тоа не е случајно. За нив, како и во 2001 година, Македонија завршува до Групчин. За нив, идејата нивна за размена на територија и федерализација на државата не е завршена работа. Затоа не се пожелни, затоа не сака да дојдат во Тетово. Бидејќи тие знаат само да растураат. Ни донесоа пак пукотници, убиства, страв ке луѓето. Ни донесоа пораз од Букурешт. Албанија е во НАТО, а Македонија е надвор, без покана. Не оддалечија од Европа, не ги зацврстија визите, кога целиот регион оди напред, ја направија Македонија црна дупка на Балканот. Груевски е лажен патриот, а Јанкуловска не сака да ја брани оваа држава. Држава не се брани со тоа што ќе дадеш кривична пријава против лидерот на опозицијата. Каква министерка е таа што се плаши да се соочи со криминалците? Каква е таа министерка што апси луѓе заради патарина, а таа самата не плаќа патарина и ги пушта партиските конвои без патарина? Тоа е неспособна министерка, тоа е министерка која што ги предава македонските интереси. Но имаме една среќа, уште 6 дена ќе биде министерка. Нашиот лидер Радмила не создава нови проблеми. Таа не бега од проблемите. Таа ги решава проблемите и за разлика од Никола е многу добра во тоа. Таа е подобра од Никола, затоа заслужува и ќе биде премиер на Република Македонија. Македонија во Европа, заедно со нас во иднина. Македонија во Европа, заедно сите во победа. Почитувани пријатели, мислевме дека научиле. Мислевме дека овие нови луѓе нема да ги донесат старите проблеми. Не може во Штип мирно да спиеме ако во Тетово се пука. Не може во Скопје лажно да се надеваме на подобро ако во Гостивар нашите граѓани се плашат. Да влеземе и во првиот суд и да прашаме многу едноставно прашање. Каде пријатели од ДПМН е Агим Красничи? Каде е Ламбе Арнаудов? Каде се сите оние кои пука, се заканува, сите оние кои краде и ограбува? Каде се сите оние кои беа осудени за криминал? Тие осудени за криминал денеска се на македонските улици. А единственото нешто што знае да го направи министерката за внатрешни работи е да додели нова кривична пријава. Почитувани граѓани, многу не има. Нека почне еден по еден. Нека дава пријава по пријава, овој плоштад ќе биде полн. Овој плоштад ќе ја избере вистинската страна. Посеа нови омрази. Посеа нови поделби. Посеа нови проблеми. Посеа избори, ќе пожнеат на 1 јуни. Голем пораз. 15 дена говореа дека не сме имале програма, во последниве 5 дена
ветуваат само она што го прочитале во нашата програма. Денеска во Тетово собран е цел полог за да каже дека ние не сакаме Македонија да чека 15 години. Сакаме НАТО покана сега. Сакаме европски преговори сега. Сакаме безвизен режим до крајот на годинава. 2 години тврдат дека ќе го променат визниот режим. Македонските граѓани, за разлика од србите, се уште плаќаат скапи визи. Македонските граѓани, за разлика од хрватските, од бугарските, од романските, не можат да излезат од овој кафес. Ако сакаме до крајот на годината да го промениме визниот режим, на 1 јуни мораме да ја промениме оваа лоша власт. Драг Никола, не требаше да се грижиш. На тебе дуелот нема да зборев за твоето семејство и твојата опасна фамилија. На тој телевизиски дуел нема да зборев за криминалот и корупцијата. Ама сакав да говорам, Никола, како успеа за нецели 2 години да ја направиш Македонија последна на Балканот. Како успеа за само 2 години да ги пропуштиш сите шанси што со македонските граѓани заедно ги создадовме. До 1 јуни ќе се бориме за сонцето и за победата. После 1 јуни ова се борците кои ќе победат за Македонија. Македонија во Европа, заедно со нас во Илина. Македонија во Европа, заедно сите во победа. Сонце, коалиција за Европа.